Вести на Канал 8, добро вечер. По судирот на струмички автобуси воз на релација Кочани-Скопје, сообраќајот на делницата од Штипкон Велес е нормализиран. Над 30 лица беа повредени во сообраќајната несреќа кај селото Сарамзалино, од кои 4 потешко. За влакно избегната вистинска трагедија е коментарот на патниците во автобусот и возот. Бројот на повредените во стравичната сообраќајка кај Лозово се искачи на 36 лица. На клиничката болница во Штип се пренесени 16 патници кои во моментов се во стабилна состојба. Еден од патниците поради посериозна повреда на рабетот е испратен на клиниките во Скопје. Во болницата во Велес биле пренесени уште 16 патници, од кои тројца со потешки телесни повреди се испратени во Скопје. Двајца од повредените се пуштени на домашно лекување. Според МВР, сообраќајката се случила во 7 часот и 15 минути, кога возот кој сообраќал на релација Кочани-Скопје на обезбедениот железнички премин во близина на селото Сарамзалино налетал на автобус на Струмица Експрес. Според очевидците, иако рампата на преминот била спуштена, автобусот сакал да ја заобиколи и да го продолжи патот, пошто наишол возот и судирот бил неизбежен. Автобусот бил полн со студенти кои патувале кон Скопје. Шоферот на автобусот на Струмица Експрес не ја почитувал вклучената сигнализација за забрана за премин на пругата, која упатувала на тоа дека пристигнува воз. Според сведочења на дел од патниците, пред автобусот поминал еден автомобил, па и шоферот на автобусот се обидел да го стори истото. Откако е завршен увидот за стравотната сообраќајка на автобусот и возот, која се случи на железничкиот премин на патот Штип-Велес, сообраќајот повторно се одвива нормално. Од викендица во околината на Кочани украдена е ловечка пушка и гасен пиштол. Случајот е пријавен во полиција и се трага по сторителот на кражбата. Изминатиот викенд крадците во Кочанско покажале зголемена активност, па освен неколку помали, успешно извршиле и еден грабеж со поголема вредност. Кражба на ловечка пушка и гасен пиштол пријавил во полиција 34-годишниот БГ од Кочани. Во понеделникот тој отишол во својата викендичка во местноста Мишјак и веднаш забележал дека недостасува оружјето што го чувал во неа. На лице место биле забележливи траги за насилно влегување и одземање на пријавените предмети. Од полицијата потврдуваат дека се преземаат истражни мерки за откривање на сторителот. Во меѓувреме имало и неколку посетни кражби на метален отпад од неколку домови на граѓаните, како и земјоделска штета на раноградинарски посеви во близина на градското подрачје. Годишна жена од Кочани со тешко бубрежно заболување не добива надоместок за туѓа нега. Покрај здравствените проблеми и лошата финансиска состојба во која се наоѓа нејзиното семејство, барањата за парична помош неколку години се одбиваат. 58-годишната Шекерина Данилова од Кочани 4 години боледува од бубрежна инсуфициенција, односно и двата бубрега воопшто не и функционираат, поради што редовно оди на диализа. До пред известно време тоа и помагало колку толку нормално да се грижи за себе и да извршува дел од обврските во семејството. Но во последните неколку месеци здравствената состојба дополнително и се влошила, а поради исклучително нискиот крвен притисок ја губи рамнотежата, па по цел ден е врзана за креветот. Не можам, ја паѓам многу притисок, немам рамнотежа за одење. 40-50 диализа терам со тај притисок. Не можам ни да тумам дори. Грижата за Данилова ја води нејзиниот сопруг, кој останал без работа и зема минимален стечај на доместок. Тоа не е доволно за да се покријат трошоците за лекарствата што таа мора да ги прима. Осеќам многу голема тешкотија, затоа што само за апчиња ја давам по неа многу пари од неа, па тоа е многу, стварно многу, негде околу 4000 динара скоро рече давам за лекови. Морам секој месец ги давам и мене просто ме чуди зашто да не дават тие 3000, колку ле там, колку следува. И па за неа ги дават, не ги дават за мене фактички, за да може да се купува лековете. Дојде од диализа тя од сега 40-50, падна притиско, враќа се комбито да боцка да не, тоа е секој ден бише стана. Поради лошата финансиска состојба и законското право за неговата сопруга, Данилов поднесувал и барања за надоместок за туѓа нега. Помошта ја добиле само една година, а потоа барањата се одбивани. Ово да почесто пати у Центарот за социјално вика тоа не е наша работа, тоа не е наша работа. Чија е таа работа, мајка му стара? Немам поима ја, ово е
фактически не знаеш до кој, они ме се вика, тоа е до министра. Шо е до министра? Кога гледам има подписи има од комисијата, тука Кочанска комисија. Данилов вели дека досега никој не дошол да види во каква здравствена состојба се наоѓа неговата сопруга. Разочаран од таквиот однос кон неговото семејство, деновиве преку адвокат поднел барање и до Министерството за труд и социјална политика. Не знае дали тоа ќе помогне неговата сопруга повторно да го добива надоместокот за туѓа нега, но вели дека е подготвен правдата да ја истера до крај. Буџетските теми и завршната сметка на комуналното јавно предпријатие Солидарност се во фокусот на 14-тата седница на Советот на Виница, закажана за среда. Пресред на седницата изминатите 2 дена заседаваа надлежните комисии. Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој едногласно го усвои буџетскиот календар со кој се утврдуваат роковите во кои е потребно да се спроведат неопходните активности, што ги презема градоначалникот за доставување на главните насоки за изготвување на финансиските планови на општинските буџетски корисници. Со подршка од 3 гласа помина и кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Виница за првиот квартал од годинава, според кој вкупните приходи на буџетот се остварени во износ од 53.660.052 денари или 17,73% од вкупно планираните. Приходите на основниот буџет се остварени во износ од околу 16 милиони денари или 14,25% во однос на планираните. Даночните приходи се остварени со 11,46%, а капиталните приходи со 11,56% или со 1.542.205 денари. Со 3 гласа беше подржан и кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски, а беше разгледана информацијата за заложување на општината. Според представникот од финансии, општината е задолжена со кредит кај Светска банка, чија отплата ќе започне 2016 година. Представник од комуналното јавно предпријатие Солидарност даде целосно образложение на завршната сметка, а извештајот беше подржан со 3 за и 1 против. Барањето за превоз на деца со ментална попреченост од дел од населените места од дневниот центар во Виница, комисијата не го разгледа поради неприсуство на представник од Центарот за социјални работи, а од истите причини не се разгледа и барањето за финансиска подршка на пинг-понг клубот Винспин. Пресред на седницата на Советот, последните 2 дена заседаваа и други надлежни комисии. На дневен ред на 14-тата редовна седница на Советот на општина Виница, меѓу поинтересните точки се токму предлог буџетскиот календар за подготовка и донесување на буџетот на општината за 2015 година, кварталниот извештај за извршување на буџетот на општината за извештајниот период за првиот квартал од годината, кварталниот извештај за промените на состојбата на секоја задолжување на општините и јавните предпријатија основани од општините, завршната сметка на комуналното предпријатие Солидарност за минатата година, како извештајот за здравствената безбедност на водата во селата Лаки, Трстија, Трасино, Драгобрашта, Крушево, Пеклани, Градец и Виничка Кршла. Седницата е в среда со почеток во 11 часот. Полициската станица Кочани ги известува граѓаните дека в сабота 17 мај ќе спроведе боево гаѓање со резервниот состав на полицијата. Гаѓањето ќе биде во местноста Виничка Кршла во периодот од 8 до 15 часот. Поради безбедносни причини, потребно е граѓаните во тоа време да се воздржат од присуство на наведената локација, се вели во писменото известување од полициската станица. Група ученици ентузијасти од основното училиште Малина Попиванова изработија весник на англиски јазик Кочани и вие. Проектот е во соработка со волонтерката од Мировниот корпус Карен Олсон. Училишен весник Кочани и вие изработија група ентузијасти, ученици од основното училиште Малина Попиванова, добри познавачи на англискиот јазик. Весникот е интерен, а идејата за проектот е на Карен Олсон, волонтерката од Мировниот корпус и професорката по англиски јазик Љубица Божинова заедно со учениците. Многу сум среќна што сум овде присутна и што работам со овие прекрасни ученици на еден навистина голем јазичен проект. За нас во Мировен корпус многу е важен елементот на работење со учениците во областа на збогатување на нивните знаења и можности. Учениците чија група е под наслов Креативен тим 5 со звездичка. 5 месеци напорно работеа да го создадат весникот на англиски јазик.
Осмислен е како проект на часовите за додатна настава. Идејата потекна од фактот дека Карен беше воодушевена кога лани при незиното доаѓање откри колкав талент за креативно пишување има оваа група на ученици. Нивното познавање на јазикот не треба ни да се спомнува. Значи тие одлично го владеат јазикот, но исто така многу креативно пишуваат, значи умеат знаењето да го пренесат во писмена форма. Ние во самата наставна програма работиме различни видови текстови, значи ги запознаваме учениците што е тоа есеј, параграф, новинарски текст, статија. И нивниот проект за пишување на новинарска статија беше фантастичен, на Карен многу и се допадна. Идејата дојде од таму, значи да го искористиме нивниот талент за креативно пишување. За цело време додека се подготвувал весникот, на учениците им било забавно да пишуваат, а тоа се докажува со фактот што тие за 5 месеци изработка на весникот не отсуствувале од ниту еден час, додаде Божинова. Преку весникот учениците своето знаење го изразуваат во пишана форма. Во текот на подготовката формирана е група која составена од уредници, новинари, уметнички директор и веб мајстор. Учениците задоволни од сработеното, секој пишувал за она што најмногу го интересира за градот Кочани. Пишував за историјата на Кочани, бидејќи таа најмногу ме интересираше. 3 месеци истражував знание, потоа го составив мојот текст. Исто така како уметнички директор, одбирав месеци кои што се складни со текстовите и силики од нас за да списанието биде совршено. Пишував за статија која се однесуваше за технологијата во Кочани, пишував за една од најголемите фирми во Кочани, Мултиграф. Правевме интервју со сопственикот. Промоцијата на весникот е закажана за петок во просториите на кабинетот по англиски јазик, кој исто е резултат од проект што е во соработка со Мировниот корпус. На промоцијата се поканети голем број гости. Ќе биде прикажан целиот процес од идеја до реализација на проектот, бидејќи целиот тек на изработката на весникот е документиран со видеозаписи. Уште едно солидно остварување на учениците и професорите од СОУ Гошо Викентиев, освоено 4-то место на надпреварот Балкан Јуниор, што се одржа викендов во Словенија. 4-то место за учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев на вториот меѓународен надпревар Балкан Јуниор, што викендов се одржа во Велење, Република Словенија. Учествуваа 7 држави, а учениците од Гошо Викентиев беа единствените од Македонија и ја представуваа државата. Има 7 држави учество: Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Словенија, Хрватска и Турција. Значи ја представивме нашата држава, нашиот град и нашето училиште, мислам, задоволително, односно супер, бидејќи успеавме да го освоиме 4-то место на интернационалниот надпревар. Се работи за надпревар од електротехничка струка, инсталации, кои инсталации се со програмирање, значи користење на PLC. Учениците успешно изведеа целосно инсталацијата и програмата. Со тоа, значи, добивме на крајот и признание, сертификати за учество, сертификати за освоеното место и плюс награда. Наградата е, значи, една алатка која може да програмираме процесори во Windows, процесори, значи, во C++, во Android. Екипата од Гошо Викентиев беше составена од 2 ученички, Ивона Вареловска и Сандра Цветанова, под менторство на професорите Роза Војновска и Владо Симеонов. Го представувавме нашата школа на надпреварот во Словенија, во кое зедовме 4-то место. Организацијата беше супер, одлично поминавме, надпреварот беше многу добар, значи успешно успеавме да го реализираме, праксата и теоријата. Многу добро не пречека, значи домаќините беа многу љубезни и ние со сите сили го представувавме школата најдобро. За време на изминатиот викенд, учениците од ова училиште се вратија и со уште еден успех. На регионалниот надпревар по физика, што се одржа на 10 мај во Берово, представникот од училиштето успеа да се пласира на државниот надпревар по физика, што ќе се одржи во Скопје. Спорт, презентација на базична техника за жолт појас организираше клубот за реален аикидо Нико. Како гости на презентацијата присуствуваа и представници од клубот Кейко од Скопје, со кој Кочанскиот аикидо клуб има постојана соработка. По 4 месеци од оформувањето на клубот за реален аикидо Нико во Кочани, за прв пат се одржа презентација на базичните техники за полагање за жолт појас. Во спортската сала во основното училиште Никола Карев,
Пред членовите на клубот од различни возрасти беа прикажани потребните вештини за да се стекне првиот степен во оваа благородна вештина. На презентацијата имаше и представници од клубот за реален аикидо Кеико од Скопје, со кој кочанскиот клуб има цврста соработка и размена на искуства. Како покана за нивниот семинар на 25 во Скопје, ќе ни да представат дел од техникиве базични на поголем стил од реалниот аикидо, како и презентација на она што значи реален аикидо во реални ситуации, докаде може се да се постигне. Кико е еден од најмногобројните клубови со членство во Република Македонија. До пред некој време бевме дел, значи бевме еден исти клуб. Од тогаш, од 2012 се отцепивме и функционираме ние и во Скопје и во Кочани. Планираме да се прошириме и во другите градови во источен дел на Република Македонија. Представниците на клубот Кеико од Скопје велат дека желба им е да се зголеми бројот на членови кои тренираат реален аикидо, поради што и дошле да ги покажат своите вештини и искуства пред младите кочански спортисти. Дојдовме да прошириме соработката во други клубови во Македонија, да не биде само Скопје центарот на сите збирнувања. Значи сакаме да соработуваме со сите, ќе пробаме нашето знаење да го пренесеме и подалеку од Скопје. Па тоа ќе бидат дефинитивно базични техники од нашата вештина, која што е за жолт појас полагање, меѓутоа степенувањето е со стажот, како се добива во вежбање, така се добива и поголем степен. Во моментот клубот за реален аикидо Нико од Кочани брои 60 членови од различни возрасти, односно има членови од предшколска возраст па до највозрастна категорија. Вештината што тие ја изучуваат не е насилна и агресивна, туку се користи за самоодбрана во случај да бидат нападнати. Во сенка на главните спортски случувања од викендов, женскиот кошаркарски клуб Атекс настапи на ревијален турнир, а Тиверија и Иднинас го комплетираа 19-тото коло во женската фудбалска лига. Младост Иднинас на најдобар начин се реваншираше за поразот во Оризари од 3:4, совладувајќи ја во Струмица екипата на Тиверија со 4:2, полувреме 2:0. На теренот блескаше Ана Димитровска, која постигна хет-трик, а еден погодок запиша Станкица Атанасова. Со овој надпревар беше комплетирано 19-тото коло во женската фудбалска лига. Средбата требаше да се одигра минатата недела, но истата на барање на домакинот беше одложена поради зафатеност на стадионот Младост. Исклучително младата и неискусна екипа на женскиот кошаркарски клуб Атекс од Кочани на покана на домакинот беше дел од ревијален турнир по повод 10 годишнината од постоењето на женскиот кошаркарски клуб Унибаскет од Велес. На турнирот, освен домашната екипа и Атекс, учествуваше и женскиот кошаркарски клуб Феликс од Струмица. Четвртата екипа која беше најавена како партиципиент на турнирот Гевгелија во последен момент го откажа учеството. Атекс на кошаркарскиот турнир го освои третото, по автоматизам и последно место. По големи резултати од составот на Атекс се очекуваат во првенствените надпревари на есен, која екипата ќе биде дел од националната лига во својата категорија. До стартот на шампионатот, тимот на Атекс ќе биде комплетиран и поконкурентен. Вестите завршија, содржините се достапни на канал 8.мк и социјалните мрежи. Пријатно!